Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојата гостинка Данила Арсовска, градоначалничка на Скопје. Веќе ве најавив во вестите, станавте повторно во фокусот, актуелна, по конфликтот со Висар Ганиу, градоначалникот на Чаир. Морам да кажам дека беше поканет на дебата, не ми одговори на телефон, па на СМС порака му напишав. Многу е важно да има дебата, спротиставени аргументи. Тоа е всушност и јавните функционери, носителите на јавни функции мора да го разберат. Тоа е нивна обврска и го повикувам повторно Ганиу или на интервју или на дебата да дојде. Ова студио е отворено за сите всушност. Но добро, само што пуштивте видео снимка на социјалните мрежи, на Facebook, од финансиската полиција. Што се случува? Верувам дека сите граѓани во Македонија ги следа настаните кои што се одвива во изминатите денови. Ние имаме документација која што кажавме, имавме можност, дури еден добар дел од неа во тие докази кои што ни беа едновремено доставени, кои што потоа успеавме нивната веродостојност да ја потврдиме и преку нашиот катастар за недвижнини на Македонија, односно преку Скопската канцеларија на катастарот, успеавме нивната веродостојност да ја потврдиме и со истите излеговме јавно, излеговме на лице место, на терен, извршивме пријава на неколку места, пријавите значи доаѓаат директно од граѓаните, ние по нив постапивме, особено имајќи во предвид дека се работи за предмет за кој што од град Скопје го имаме вратено дека не ги исполнува условите, односно дека е спротивен на закон. Откако го вративме дека е спротивен на закон тој предмет, Висар Ганиу со фалсификат документи си продолжил со работа по тој предмет и си го упишал во катастарот на недвижнини, исто како да е се легално. За жал, таа документација е непобитна и сега институциите во изминатите неколку денови, значи веќе помина повеќе од една недела од кога почнавме со објавувањето на документацијата, му се дозволува од тие информации кои што ги имаме и од општината и од терен, да веќе отпочне со уништување на документацијата која што би требало да служи како доказан материјал во постапка каде што тој има спроведено со фалсификати легализација на објекти спротивни на закон. Значи се работи за објекти што се градени по 2023 година, едната каде што бевме е градена сега, уште не беше готова, финиширана кога бевме таму, а е на 12 ката, а тој пријавува дека потврдил со собствено комисија на терен дека таа е градена пред 2011 година. Добро. Да не биде ова се доволно, такви има над 150 кои што му се уредно вратени со барање за потврдување на нивната веродостојност, односно за барање на тој да посведочи за законитоста на предметот на постапките кои што се обидел да ги води и тој спротивно на закон понатаму се обидувал истиве да ги легализира самиот без учество на градот Скопје, нешто кое што е невозможно согласно закон. Сега, мислам дека големиот парадокс во изминатите денови со кои што ние се соочивме, тоа е дека денеска, утрово, откако вчера јас ја објавив раководителот на нашиот сектор за планирање и за уредување, која што е урбанист, која што е архитект и која што пред се грижи за урбаното и подобар квалитет на живењето на луѓето низ целиот свој живот и низ целата своја работна професија. Дома, во нејзиниот дом, упаѓаат полицајци од финансиската полиција, кои што ја бараат за да одела службено во просториите на финансиската полиција за да погледнала документација од пред некои години. А никако да отидат кај Висар Ганиу. Добро, што прави јавното обвинителство во случајов и го обвинивте и јавното обвинителство? Дека има мора да постапуваат, не знам како да ви кажам. Јас жената ја објавив вчера како кажува дека тие дивоградби во Чаир кои што се фатени дека сега ги градат без проекти и без ниту еден документ, дека се опасност по животот и здравјето на граѓаните, на стиропорни фасади имаше голи кабли одевани кои што се високо напонски, значи за приклучоци на повеќе од 3 фази. Детектирано, нотирано со полиција, со МВР, со ЕВН, со сите надлежни институции. И повторно, иако сето тоа е веќе нотирано, тие не одат кај Висар Ганиу за да ги обезбедат доказите. И навистина јас не знам што треба да се случи, еве кај женава, некој вчера вечерта на полноќ ја пријавил, денес са бајле и упаднале дома.
да ја бараат да дошло нешто да сведочело, пошто пријава имало вчера вечер. А Висарганiju ние еве со пријави, со документи, со докази, веќе зборуваме 10 дена, никој не оди во општина Чаир да ги обезбеди доказите. Поднел во катастар овие предмети да се поништат. Да. Практично го признава тоа што го сторил сега. Но добро, Ама обвинителството не оди да ги обезбеди доказите. Тие докази треба да ги обезбедат. Тие докази јас не можам да им ги обезбедам за нив. Јас таа работа не можам да ја завршам. Ние сме ги фатиле нашите служби, нашите институции и се тоа на кое што е во склоп на градот Скопје, тие ги детектирал. Сме успеали и од катастарот на недвижнини да извадиме веродостојност, да потврдиме дека е така, како што граѓаните со своите пријави не имаат пријавено, сега мора да постапуваат надлежните институции. Ние не сме нити МВР, ниту сме обвинителство. Да. А ако дозволат уште некој ден да помине, документи нема да има веќе. Затоа што дозволуваат да се уништуваат тие докази. Добро. Ако има 150 дивоградби, тоа го велите, не се од оваа година, така? Од изминатите 2,5 години, 3 години. Добро. Значи во времето на владењето на ДУИ, така? Во изминатите 3 години. 3 години, заради тоа што оваа година е во времето на ВМРО ДПМН и ДУИ се случуваат овие. Сите власт биле во овие 3 години. Сите биле власт овие 3 години и сите во овие 3 години требало да постапуваат. Да. Ние не можеме да постапуваме за тоа што немаме информација, меѓутоа тој таму на терен е секој ден. Тој тие документи ги имал. Кога стигнале кај нас, ние сме ги вратиле со писмо дека му се спротивни на закон и сме барале постапување. Ние не може да изиграваме нити полиција, нити јавно обвинителство. Меѓутоа јавно излегов, еве и кажав тоа, го кажав пред сите граѓани. Затоа што имам закани, затоа што кутре ме утепа, треба да знаат сите кои ме го направил тоа. Јас излегов јавно и јавно си го кренав гласот. Ние институционално, како град Скопје, како некој кој што постапува по тие документи, нашата работа сме си ја завршиле. Тоа што Висарганiju сака спротивно на закон да печали милиони, тоа наша работа не е. Тоа е работа за други институции. Да. Кога дознавте за овие 150 дивоградби? Како доаѓале, како ќе осознае нашиот сектор, така се враќаат документите, се прават службени. Да. Веднаш пост нивното доставување до градот Скопје. Како ќе ги достават во град Скопје, се прави службена белешка, се известуваат институциите, се враќаат документите назад и тие не смеат да се упишат. Криминалот е во нивниот упис. Алармиравте за овие 150 Висарганiju, да, кај Висарганiju е алармирано дека се спротивни на закон. Но и тој има не во периодот на Висарганiju, така? Да, во периодот на Висарганiju, да. Се 150 дивоградби во периодот додека е градоначалник. Да, тој има за нив доставена документација. Добро. Со тоа што да појаснам за целата јавност, кои што сега знаете како излегуваат во нечија одбрана, ова што се случува е неодбранливо. Да. Тие 150 дивоградби никој не ги спиел. Ние сме го известиле органот кој што е надлежен за да ги сруши и да постапи по нив. А тоа е Висарганiju. А тој уместо тоа се земал испротивно на закон, си направил фалсификати и си ги легализирал. Тој треба по наше враќање на документација да постапи на терен и да сруши дивоградба, а не да ја аминува. Добро. Затоа што по закон, ова морам го појаснам за целата јавност, градот Скопје е единствена единица на локална самоуправа, единствена општина, единствена единица на локална самоуправа. Од 81, 80 имаат градежен инспекторат и можат да рушат и носат одобренија за градење. Градот Скопје не дава одобренија за градење, не гледа градежна документација и не руши, нема градежна инспекција. Ние сме единствени од 81 што немаат градежна инспекција. Тие документи во било која општина и да дојдат од 10 скопски, да, ние ги враќаме и ги упатуваме со службена белешка да си постапат дека се незаконски или да достават доказ за законитост. Тие тоа не го прават затоа што знаат дека се незаконски и дополнително им овозможиле со фалсификат да се упишат во катастарот на недвижнини. Одговорно го тврдам ова, дека во ниедна друга општина кај нас во градот Скопје ваков случај нема. Доаѓаат од сите 10 скопски општини, нели, Чаир и останатите 9, меѓутоа таму луѓе си обидуваат заеднички простори, тераса имало на времето, не се упишувале во имотен лист, да се ги легализира. Згради вакви цели упишани, диви, нелегални нема во ниту една друга општина. Нема. Добро, има реакции, извинете, има и реакции дека има во Сарај, например, дивоградби. Ама нема, не може сега јас да ги измислувам за да водам нечија туѓа војна. Војната на политиката нека се ја водат тие. Јас ја водам војната против криминалот. Позади мене стојат граѓаните, позади мене не стојат политички опции.
Ако најдам таму, и таму ќе отидам истото ќе го направам. Меѓутоа, еве ви друг едно, во општината Шуто Ризари пријавуваат граѓаните дивоградби. Меѓутоа, до нас не стигаат тие документи, пошто Курто Дудушев, барем по паметен од Висар Ганију, тој не ги ни упишува, не ги ни доставува документите. Тој им дава да си градат и си ќути. Вие немате никакви Ние инференции? немаме документи, не може да имаме евиденции кога некој не ни доставил документација. Во град Скопје Да проверите? Нема начин како да провериме. Не, ние сме единствени кои што нема градажна инспекција во цела Македонија. Немаме надлежност на тоа. Меѓутоа кога ќе стигнат документите за пресметка на комунали, за некој што се обидува да ги легализира, тогаш можеме да реагираме и сме реагирале. Еве во општина Шуто Ризари не пуштаат документи да ги легализираат, ќе си ги изградат, излезе си живеат у нив. Ама јас не можам да постапувам по тоа мора да постапува тамошниот градоначалник со тоа што ќе излезе со неговата градежна инспекција. И додека градат, и откако ќе изградат, се исто е тоа. Се реагира, тоа се реакциите дека овие денови е предоцна, што реагирате и алармирате. Ама тоа требало да го мислат тие што имаат градежни инспекции. Ние, сега, јас сум излегла во моментот кога сум имала за тоа непобитни докази. Јас не можам да излезам да обвинувам некој ако ги немам доказите во раце. Сега ги добивте? Ние тие докази ги добивме во форма на пријава во градот Скопје. По таа пријава си постапивме и ги отворивме документите и видовме дека тој и покрај тоа што му е вратена документацијата, се упишал во катастар. Од тоа поголемо јас не знам што може да биде. Меѓутоа ве обвини дека сте склучиле договор за интелектуални услуги во комунална хигиена со синот на шефот на парламентарната група Блерин Беџети. Јас не сум директор на комунална хигиена. Добро. Не сум склучила со никого никаков договор. Тој има 17 години. Ма јас не знам знаете за таков случај? Не знам колку години има и не верувам дека има искрено. Може да проверите? Можам да проверам и Изет Меджити нека дојде. Со него заедно ќе провериме. Ќе отидеме кај директорот. Ќе отидеме кај директорот на комунална. Не, зашто нека дојде. Можам јас и сама, нема проблем. Ама нека дојде и тој. Добро. А после да одиме во Чаир. Секи дадеме на јавноста на увид. Секој документ. Сите наши документи од прв до последен се јавни во град Скопје. Во комунална хигиена, тој човек кој што е поставен за директор, најверојатно си води сметка и си води евиденција што прави. И јас не верувам дека има такво нешто. Меѓутоа, еве, јас ќе ви доставам на вас информација дали тоа така или не. Иако чисто се сомневам. Меѓутоа, тој сака празна реторика да зборува и да дефокусира од неговите криминали, кои што не може да ги избрише. Нема бришење. Па тук и да е така, еве да речеме, а не е, што има тоа врска со неговите дивоградби и неговите криминали? Добро, ајде. Ме разбирате што сакам да ви кажам? Дефокусирање, собира ѓубре, Висар Ганију во Чаир, кој што е негова работа. Значи, он ги повикува граѓаните прво, 2-3 недели, 4 недели наназад, он ги повикува граѓаните да фрлаат кабаст отпад и градежен шут. Вели дека тоа е ваша работа на комунална хигиена. Ама не сум ги повикала јас да фрлаат градежен отпад. Не, дека не бил фрлен и заради тоа туристите го снимале, сликале. Вака, прво и основно морам да ви појаснам, комунална хигиена. Единствена работа која што има во својата надлежност е на точно определени локации од Советот на град Скопје, тоа Советот на град Скопје до вчера со Трајко Славевски, од утре со некој друг председател на Совет, го носи како пропис. Точно на кое место може и смее да постапува комунална хигиена и тоа исклучиво за комунален смет од домаќинствата. Што значи дека од дома секој еден човек тоа што ќе земе и што ќе го фрли во контейнерот, комунална хигиена е должна по оперативен план 7 дена во неделата и онаму каде што има оперативен план по 2 пати во неделата да го собира. Тој план не е променет наназад во изминатите 20 години. Се постапува по него и се дополнува. Меѓутоа, ништо нема различно од претходно. Единствено што е различно е што некој сака да тера политика. Толку, ако вие, како градоначалник на една општина, ги повикате своите сограѓани да фрлаат кабаст и градежен отпад, ваша обврска е да го соберете. Не е на комунална хигиена. Комунална хигиена собира од домаќинствата денеска, после ручек, тоа што ќе имаат отпад, да одат да се го фрлат во контейнер. Па не можат ни да си го фрлат луѓето тоа, пошто ги преполнуваат овие од Чаир со своите камиончиња, ги преполнуваат со градежен и со комунал и со кабаст отпад.
Фатени се, ги следевме повеќе време, за да видиме да ги фатиме. Ги фативме дури и во моментот кога прават депонија, спремни од другата страна со камера да снимаат дека еве тука има ѓубре. Ги фативме пред 2-3 недели. Да. Камиончето им е конфискувано. МВР дојде, конфискувано им е камиончето, они се фатени дека они го прават ѓубрето. Зашто сега некој друг да одговара? Он го прави тоа ѓубре. Знаете дека ѓубрето е проблем на овој град, дека се дави во ѓубрето. Комунална хигиена, имавте и вие проблем со комунална хигиена, со директорите. Не сме имале проблеми со директорите. Никако добро ги менувавте, но никако да се... Мое право е јас да сменам некој. Прво, но никако не се среди ѓубрето. Не може да се среди, затоа што комунална хигиена, покрај тоа што одлуките, таму Советот ги гласаше со 9 месеци за доцнување. Значи не е исто да изгласате за комунална хигиена одлука во јануари и во октомври. Мора да се сложиме дека после 10 месеци, за 2 месеци, не можат луѓето да надополнат 10 месеци што не се работело. А од друга страна пак, 4-та година поред, Управниот одбор на комунална хигиена не гласа ниту за да може да има нови вработувања? Не вработување. Вработување нема никако. Ниту една вработување нема таму. Не може да реализираат. Не гласаат план за вработување 4-та година. Од 20 гласаа сезонски работници за луѓе што метат по улица, да можат да продолжат да работат затоа што реагираа граѓаните дека е нечисто, не затоа што они така сакаат. Они ако може и лебото дустана луѓето, ќе им го земат и нема да дозволат да се работи, да не се рече дека е чисто, не дај Боже. Од друга страна, имате управен одбор кој што е гласан од ВМРО-ДПМН Влен, кои што 4 години, еве 4-та година веќе завлеговме, седат таму, не гласаат за нови камиони, не гласаат за сервисирање, не гласаат за делови, за ништо не гласаат. Како сакате вие, кој да е директор, да добави опрема со која што треба да работи, ако не му дозволуваат? Како ќе го направи тој тоа? Невозможно е. Се согласувате ли дека се дави Скопје во ѓубре? Се согласувам дека некој прави да се дави Скопје во ѓубре. Затоа што ви кажувам, немоќна сте, сакате да кажете? Не сум јас немоќна. Јас жртва нема никогаш за никога да се правам. Не, добро дека не можете да се справите со давењето во ѓубре и ви сами велите дека... Како да се справам? Зашто не ја прашате председателката на управниот одбор на комунална хигиена, зашто не се справува со ѓубрето? Не, добро, градоначалничка сте. Јас не сум директор на комуналец. Да, но 45 советници имате во градот Скопје, од кои што 23 мнозинството се од ВМРО Влен. Зашто нив не ги прашате? Никој не дојде да ги праша. Не, вас ве прашувам заради тоа што е очигледно дека не може да се справите со овие луѓе за кои говорите. Јас во рамките на можностите и тоа што мене законот ми дозволува, со сама добро се справувам. И сум многу попаметни и сум многу посилни луѓе, од тие сум се справила во животот. И не се работи за несправување. Се работи за од другата страна, луѓе кои што воопшто нити грижа на совест, нити мислат воопшто како се живее во Скопје, дали треба да биде подобро или не. И тие мислат дека магично ќе може да го исправат тоа некако кога ќе дојде некој кој што на нив им се допаѓа или на нив им одговара. А во секој друг случај ќе добиете саботажа и удари. Тоа, извинете, тука не поминува. А еднаш не се случило некој да ги праша тие луѓе, зашто они не дадат оставка. Имате осуден криминалец на чело кој што ви седи на комунална хигиена, па никој не отиде да праша, извинете господјо, вие место да сте во затвор, седите тука, председател на управен одбор сте и го загрозувате работењето и хигиената во целиот град. Зошто никој не праша? Зашто јас на грб да носам тугите грешки? Не, заради тоа што со години се жалите на саботажа, на минирање од Советот, особено од ВМРО-ДПМН. Тоа е вистина. Зошто не се откажавте? Зашто да се откажам? Заради тоа што ништо не функционира. Постојано велите дека дали мислите вие дека треба секој наш граѓанин у Македонија своето дете да се го учи да се откаже? Дали дома им велите на луѓето кога некој ќе ги нападне неправедно, откажете се? Дали мислите дека тоа е начинот? Дали мислите дека тоа е начинот на кој што треба да се справиме ние со проблемите? Да се откажеме, да се откаже тој што е во право. Дали сметате дека тоа треба да се прави? Се изборивте со проблемите, сами рековте дека сте свесни дека се давиме во ѓубре. Не се давиме во ѓубре, не дават во ѓубре. Добро, не дават. Јас ги имам фатено, да не речам со исклучок на 2 општини, сите останати како го прават тоа ѓубре. Не ги објавувам на телевизија. Лично ги имам фатено како го дават. Има добиено казна, има добиено записници за истото, задолжени се да си платат, или се дојдени за истото да добијат опомена.
Не сум правила никогаш театар од тоа. Не е Ниту театар. политика. Морате Ама сум да ги- можела да излезам и Да. да речам, еве ви го овој градоначалник, со снимка документиран, со фотографија документиран, со записник документиран, легитимиран, дојдени, си земале документација и им се задолжени казни да си ги платат, а дел од нив си го имаат собрано отпадот, си го имаат прифатено тоа што го направено и ми е издадена опомена во зависност од прекршокот што го направиле. Театар требало да правам за да видите е кој го овој град кој го дави во смет. Тоа требало да го Не е правам. театар, но граѓаните мора да знаат што се случува. Еве, говориме за транспарентност, 95% од времето кога јас пуштам соопштенија, еден или без малку ниеден медиум не ги објавува. За која транспарентност збориме? Јас објавувам сериозни Да. работи, Може да- сериозни проекти, сериозни дела. Вие сега во изминатите денови, да не беше ова толку многу високо крената темата, никој немаше ни да знае за дивоградбите. Првите 3 дена немаше постојано, барем ништо. оваа телевизија постојано ве Тоа е повикува вистина, на не- интервјуа. тоа е вистина, јас не можам да речам дека не е може би наместо соопштенија, што не е баш транспарентно, отчетно, сте требале можеби пресконференции и сите овие проблеми да ги објавите. Не е тоа театар. Госпоѓа Билјана, јас тогаш би требало 24 часа да сум на пресконференција. Не е 24 Имам часа, за доволно е сите половина час. сериозни работи, имаме пресконференции правено, останатите ги постапуваме институционално. Да. Еве пример за деталниот урбанистички план, кој што во Ѓорче предвидува изградба на 157.000 метри квадратни, 3 хемиски фабрики и 31 висококатница. Да. Го излегов на пресконференција, го елаборирав целиот, од почеток до крај, кажав за целата македонска јавност дека ќе се гради во заштитено подрачје на бунарите на Нерези Лепенец, што самото по себе толку многу е сериозно, не знам на кој друг начин да објаснам питката вода од која што пијат Скопјани, некој таму ќе гради хемиски фабрики. Не знам како да објаснам колку е сериозно тоа. Правев пресконференција, 10 дена секој ден бев по телевизија, се јавував, што се не направив, каде беше објавено, каде не беше објавено, пуштив представка до Уставниот суд. Уставниот суд после една година, повеќе од една година, тоа беше во февруари 2024 година, еве веќе јуни сме 2025 година, по година и половина скоро, Уставниот суд донесе заклучок дека нема да ја разгледува иницијативата затоа што не видела нешто незаконито. Па како ќе видите кога не ја разгледувате? Дали знаете дека луѓето во Ѓорче Петров не сакаат 3 хемиски фабрики да им се градат во нивното населено место во големина од 157.000 квадрати? Дали знаат целата македонска јавност дека Ѓорче Петровски не сакаат таму да имаат хемиски фабрики? Дали знаат дека не сакаат луѓето на бунарите, каде што е бунарско подрачје заштитено и со закон, и со устав, и со секој еден пропис кој што може, е заштитено затоа што тоа е питката вода на градот Скопје, која што го надополнува количеството кога Раче не може да испорача, дека во тоа заштитно подрачје, во неговата втора зона, некој се обидува да гради хемиски фабрики. Таму не сме ништо да се гради, па најмалку да се гради хемиска индустрија фабрики. Тоа е нешто кое што е невидено и стигнува до Уставен суд и они одлучуваат дека нема да го разгледуваат. Знаете зошто? Затоа што ако го разгледаат, непобитни се доказите дека е спротивно на закон. Треба само да се осмелат. Треба рбет само да му порасне некому, да ги отвори документите и кога ќе ги прочита, ја се извинувам, ама нема да може да донесе одлука дека ова е согласно закон, затоа што е спротивно на закон. Децидни се нашите закони и децидно е прекршувањето на уставот со тој документ, затоа што генералниот урбанистички план е уставот на градот Скопје во делот на урбанистичкото планирање и во денот на градењето. Да, на овој начин не може да се води град, не може да се биде градоначалник. Па да дадеме на криминалциве да го водат, ако не. Ама не можете да се справите, Како тоа не можам велам. да се справам? Еве гласна сум, поддржате ме. Зошто не ме поддржите? Зошто не се охрабрите? Има луѓе кои што се охрабруваат и еве ги излегуваат покрај мене, заедно излегуваат. Медиумите Зошто еве оваа телевизија зошто да им дозволиме на тој што е криминалец да вода, тој добро ќе се справи, па ќе краде, овие ќе крадат со него, ќе гради, овие ќе градат со него, ќе дава фабрики да се градат за хемиска индустрија, овие ќе работат со него, ќе ги спонзорира сите со кафетин, да ми извините на изразот, и се ќе биде супер. Ништо нема да биде во ред, толку ќе ви кажам. И не е во ред тоа што се прави. За усија, зошто не излезе некој? Зошто не каже некој? 2,5, трета година, еве 3 години ќе се навршат од денот кога ја поднесов кривичната пријава. Се утепа законувајќи ми се.
Се утепаа да ми се закануваат. 3 години од кривичната пријава, лично со моје име, презиме, ја потпишав. Ќе му утепаа, да, утре, може ќе живам уште 6 дена, може ќе живам уште 6 месеци, ја не знам, ама ми се закануваат. Зошто бе луѓе никој не излезе да праша Усија најголемиот загадувач на град Скопје, нотиране со факти, со аргументи, со доказ. Имаме мерење кое што ни е заедничко направено на град Скопје со Министерството за животна средина, непобитен доказ, факт. 600% повеќе од дозволеното има таму загадување. Зошто никој не зборува за тоа? Кај се овие борците за животна средина? За едно дрво во паркот излегува богушка, и медиумите, и невладините. Не, ама ве молам да излезете да говорите. Нема Усија да загадува 24 часа, 7 дена во неделата, 365 дена. Во таков град, за кој говорите, еве, половина час помина, вреди ли да се биде градоначалник? Јас не знам што да кажам, освен тоа дека јас немам намера, откако ги издржав овие криминалци 3,5 години на неколку месеци пред завршување на мандатот, да им се, да, 3,5 години, извинете, да, дека сега за 3,5 месеци дека јас треба на нив да им се откажам и да им дозволам да тој период за кој говорите. Кога јас ги издржав доволно време. Добро. Единствената работа која што знам е дека не треба пред криминалци да се повлекувате никогаш. Се што е документирано, се стои некаде, се има пишан траг. Сите документи во град Скопје се циркулираат низ сите сектори и секој може да ги види. Дали некој е безгрешен, никој не е безгрешен, секој греши, ама криминал не се правило. А овие се криминалци. И со тие треба целиот народ да застане и да се пресмета. Јас не велам дека нема да победат на следниви избори. Може ќе победат, ама треба да знаете дека на криминалец не треба да му дадете да продолжи да ви го прави истото. Ако некој каже дека ќе биде чесен и дека ќе работи во ваш интерес да донесе права и правда, аман за аман нека ги донесе. А не денеска са бајле во 8 часот, вчера вечерта ја пријавил некој жената во 8, са бајле и дошле да ја носат, да ја викаат да дојде во финансиска полиција 2 полицајци. Но зошто не се кандидирате? Значи дека се откажувате, повторно не се кандидирате на локалните избори. Велите не се откажувам. Од кого да барам поддршка, извинете, од кого да барам поддршка во оваа поларизирана држава? Мене ќе му тепаат, ви кажувам. Не да се кандидирам, не знам како ви појаснам. Со кој си имаме ние работа. Добро. Извинете, да, се расплакавте. Не сум се расплакала, кажувам јавно и јас. Прашањата, но не. Да. Добро. Не биле, никогаш не се. Јас сум човек што се бори 20 години. И нема да им попуштам. Висргани Изет Меджити и Ејуп може да бегаат само преку граница у Косово. Толку. Јас доказите ги имам. Ако има правна држава, обвинителство ќе влезе и ќе постапи. Затоа не се плашам и затоа не се повлекувам. Тој што се плаши, нека бега. И ви препорачувам да бегате, зашто документите ги имам. Добро, тие ги уништуваат, кажавте пред. Нека ги уништуваат, колку сакаат. Немам еден. 150 имам. Еден ќе уништат, 150 нема да стигнат. Затоа ви велам, ако има правна држава, треба да застанат граѓаните, затоа што мене граѓаните ме пријавија. Граѓаните дојдоа. Од граѓаните имам петиции, ама не сакам да ги офирам, ќе влегуваат на нив, ќе им се закануваат. Да. Еве имаме господја една која што јавно вика ќе долетам од Холандија. На Кодија имаше, на 360 степени ја имаше. Ќе долетам јавно, ќе дојдам во вашата канцеларија и ќе ви дадам поддршка јавно. Останатите луѓе ги заштитувам. Дојдоа кај мене, направија петиции. Тие луѓе живеат во страв секој ден. Јас не живеам во страв, ни една минута и немам намера да им се повлечам. Кој како сака нека ме разбере. Ако има некој грам разум оваа држава ќе почне постапува. Да. Благодарам што бевте гостинка, Даниела Арсовска. Благодарам и на вас. Благодарам што не гледавте. Пријатно.